Добар ден, почитувани. Започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Килата, односно хернијата, е честа појава кај новороденчињата. Во детска возраст се карактеристични две форми на хернија, а тоа е папочната и уште една која што се јавува на препоните, односно препонската. За сето ова подетално денешната гостинка, доктор Розета Соколова, детски хирург од Клиниката за детска хирургија во Скопје. Добре ни дојдовте. На почеток еве да појасниме колку е честа хернијата, односно килата во детска возраст. Ингвиналната хернија, или како што вие рековте, препонската хернија или кила, кај народот познато и брух ја викаат родителите, е една од најчестите патологии кои што се среќава кај нас на Клиниката за детска хирургија. Некаде во проценти земено, дури ги среќаваме од 1 до 4%. Имаме разлика помеѓу машката и женската популација, односно новороденче или доенчен или во старост и во понатамошниот развој. Некаде се смета дека 4 до 1 напрема 5:1 во однос на машката популација во однос на женската. Значи ке женските е доста поретка. Општо земено сите заболувања, ретко кои, се многу поретки кај девојчињата. Нели ние сме ова поубавиот пол. Се шалам. Ингвиналната хернија како настанува? Викаат луѓето, дали родителите обично кога ќе дојдат нели со детенцето, забележуваат оток или подојтинка во предел на ингвинумот. Односно во предел на препонот, да. Може да биде различита, лева, десна, може да биде и билатерална, тоа се посебни состојби, меѓутоа зависи, се разбира, и од каква состојба е детенцето. Сега многу почесто овие ингвинални херни ги среќаваме ке недоносените дечиња, тоа значи дечиња со мала родилна тежина, ке близначката бременост ни е почеста ингвиналната хернија и сите останати хернии, ке деца кои што имаат некои од системските заболувања, потоа ги среќаваме почесто ке Даунов синдром, ги среќаваме ке деца кои што имаат менингомиелоцели, знаете, со неврохирушки нели заболувања, со некои шантови, вентрикулоперитонеалните и така натаму. Значи тоа се посебна, да кажеме, група, односно ентитет, кај што ќе среќаваме за разлика од доносените и навреме родени доенчиња, односно новороденчиња. Зошто родителите најчесто забележуваат килата на препоните дури кога детето ќе почне да оди, значи ќе прооди? Так, и порано се забележува. Некогаш родителите не забележуваат хернијата, меѓутоа првото вклештување или инкарцератот што го викаме ние, може да биде и прв знак дека родителот забележал дека тоа детенце има ингвинална хернија. И доаѓаат кај нас, се разбира, во една паника, нели, затоа што досега не го забележале. И сега народот прашува и родителите, сигурно, нели, зашто се појавува и сето тоа. Мора да кажеме дека овие се вродени кили или индиректна во групата на тие хирушки, нели, поделми на херниите ингвинални, настанува кога тој дел од перитониумот кога детенцето е се уште нели во мајчината утроба, полека се спушта према тестисот, полека се спушта према ингвинумот и он може да повлече тој процесус вагиналис перитонија го викаме ние и тогаш настанува таа ингвинална хернија. Ингвиналната хернија знаете како? Може да биде ингвинална хернија, може да биде и фуникулоцела, ја викам, или хидроцела или водена кила, позната кај народот. Зависи како облитерира тој процесус вагиналис перитонии. Односно, родителите прашуваат зошто настанува, како вие сега мене. Причината не е, да кажеме, плачењето или, например, обстипациите, само тоа го потенцира појавата, односно визуелниот ефект што го гледа родителот кај тоа детенце на таа ингвинална хернија. Водената кила настанува околу тестисот, ако сето тој процесус вагиналис перитонија од озгорот кај стомачето облитерира и останува само доле према тестисот. Фуникулоцела, ако облитерира проксимално и дистално, односно горе и доле, и останува таа фуникулоцела, што таа не е по себе некој хирушки итен третман, меѓутоа ние често и обично и матичните лекари и педиатрите може да ја смешаат со инкарцерирана хернија, односно вклештена хернија, која што представува една акутна хирушка состојба кај овие деца. А може ли тестисот да се оштети од хернијата? Објаснивте како се спушта. Не би требало, може ли да повлече дел од килата во скротумот така и да се оштети тестисот? Родителите некош имаат страф и за, нели, поради стерилитетот и на детето, односно плодноста. Меѓутоа стерилитетот кога ние решаваме хернијата, нели, оперативно кога се решава, ние
секогаш се внимава, тоа се, да кажем, микроскопски работи, да можеме да ги одвоиме крвните садови за тестисот, да го одвоиме дуктусот што носи сперма понатака за да остане цел и да се одвои килата од овие елементи, да се подврзе и да се врати во стомачето. Споменавте дека плачењето нема директна улога во формирањето на хернијата. Родителите понекога се плашат ако детето интензивно плаче. Дали може да се потенцира уште повеќе овој проблем? Се потенцира, точно. А дали треба да се остави детето што има хернија да плаче? Не, тоа советуваме на родителите. Нели забележале луѓето оток во ингвиналната река и доаѓаат за совет. Им советуваме доколку е таа слободна, нели. Значи се враќа хернијата во стомачето, така да нели кажано народски во стомачето, тоа се уствари цревца кај машко дете, а многу почесто кај женското дете е јајник. Значи дури јајникот понекогаш дури јајникот, да. Затоа ви викам и советуваме на секое пресоблакање на детенцето. Сега не знаме колку е возрасно, нели, дали е новороденче, дали е доенче, до првиот месец, до годинката и повозрасни, секој кој што го негува тоа дете, било родител, старател и така натаму, да го пипка во предел на ингвинумот и да види дали е слободно. Обавезно им покажуваме на родителите како треба да изгледа едно детенце кое што е, нели, има херниичка, меѓутоа таа хернија е репонибилна, односно се враќа цревцето во стомачната празнина или јајникот, како што кажавме. Смеат ли родителите да ја враќаат кога ќе се испакне, понекогаш ја Ние враќаат? ги советуваме. Знаете зошто? Затоа што имаме родители кои што се од страна, не се сите во Скопје па да може да дојдат за неколку сати, нели. Меѓутоа, доколку им даваме совет, доколку не успеа да ја вратат таа тумефакт, односно таа отеклина на местото каде што и припаѓа, нели, да дојдат обавезно на клиника за детска хирургија. Овдека би нагласила дека се битни часовите, затоа што настанува нели по на нашки кажано докторски странгулација. Меѓутоа тоа значи дека крвните садови кои што се на тоа црево, односно на тој јајник, они прават едно уништување на самата виталност на ткивото. Така да ние после 8, 10, па дури до 6 часа во некои од литературите е прикажано дека не смееме да ја враќаме таа хернија. Така. Да им дадеме можност и на гледачите да стапат во комуникација со нас, може да постават прашање на денешната тема кила во детска возраст, можете да се вклучите во програма на 3076 677. Значи повелете и јавите си, поставете прашање. Споменавте дека една од компликациите е вклештувањето на килата. Дали во тој случај децата имаат болки и дали воопшто имаат децата болки со препонска кила? Дали може би така родителите може да препознаат колку плаче детето? Имаат болки, да. Обично прв знак е плачењето. Исто родителот, старателот кој што го чува, забележува еден тумефакт во предел на ингвиналната регија. Меѓутоа, доколку тоа продолжи со часови, нели ги навестивме часовите колку се, кога можеме да правиме враќање, односно таксис го викаме, или дезинкарцерација на самата хернија, може да настане оштетување на цревото, односно на јајникот, затоа што настануваат веќе исхемични, односно промени на крвоснабдувањето на тој орган кој што бил веќе во инкарцератот. И тоа е веќе една многу потешка работа, мислам потешка и за детето, потешка и за нас, затоа што ќе треба да имаме ресекција на тој дел од мртвото црево, гангренозно, па наново нели соединување така натаму, меѓутоа тоа се веќе комплицирани работи и тоа е дете кој што ако е, разбирате, ако ги носи сите овие, да кажеме, недоносени дечиња со дистрес синдроми, со така натаму, тоа е навистина една тешка работа, затоа што анестезијата представува голем проблем и постоперативниот тек е тежок. Значи, од една обична хернија да настане една поголема работа, која што е веќе и животозагрозувачка. Затоа и сакам да напоменам дека ова не е навистина банална работа и родителите треба убаво да си гледаат за хернијата и секое сомневање, ево, нека биде апел, нели, до сите, и да немаме инкарцерирана хернија, да се сомневаат, односно вклештена хернија, а да родителот се сомнева дека има детенцето, поубаво да дојде, да го види детски хирург. Еднаш да се јави на детска хирургија. Инаку на детската хирургија имаме постојано детски хирург, 24 сата имаме детска хирургија, без разлика празници, делници, детски хирург, кој што успева, мислам, колегите ми се прекрасни. Успешно да го решат проблемот. Имаме веќе гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Едно прашање во врска со темата. Така. Имаме бебе 4 месеци. Тоа има папочна кила. Така. Бевме на хирург. Тој ни кажа дека се враќа килата, дека нели не е страшно. Ама како да ја третираме, пошто некои не советуваат со паричка, со такви работи или нема потреба од тоа?
Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова е често прашање. Следното ќе беше папочна хернија и еве можеме тука да започнеме. Дали помагаат тие парички, фластери специјални? Порано да ви кажам, и се опишуваа во литературата овие парички или фластери, леукопласти, за да се затвори ова умбиликална или папочна хернија, што ја кажа мајката. Меѓутоа, ние советуваме сега поновата литература, кажува дека секое понатака движење на детето, односно вертикализација, кога оно ќе почне да лази, кога ќе почне да се движи, да оди, започнува затварање на тој умбиликален прстен, односно папочната кила, и не би требало, многу преку 90% ние не ги работиме овие умбиликални хернии, се затвараат сами. Меѓутоа, знаете, во хирургија никогаш не се 2 и 2 4, нели? Така да, истото важи и овдека како кај умбиликалните хернии, зависност дали се работи за едно здраво детенце, дали има некоја пропратна аномалија, да кажеме, во слабост на мускулатурата, потоа имаме например деца нели кои што имаат некои церебрални заболувања така натаму и се зависи значи од возраста на детето и зависи од колкав е тој прстен на папокот што останал отворен. Знаете што ги чекаме? Најчесто? Различно. Имаме и големи, дури како детска глава имаме, мислам како наша помала тупаница и така натаму. Меѓутоа, како што ви кажав, зависи од возраста и од обемот на умбиликалната хернија, односно папочната кила. Колку време најчесто се чека? До 4 години. До 4 години. Дури повеќе ги чекаме од 4 до 6, меѓутоа зависи од прстенот. Многу спонтано се затвара, така да не брзаме со работа, така да родителката нека не се секира жената, може слободно да си дојде и кажале дека е репонибилна, односно се враќа, значи во стомачето кој ќе ги притиснеме тие цревца се враќа и само да, оне 4 месеци колку разбрав детенцето, нели, со текот на времето ви викам со лазење, со одење ќе се зајакнат тие ректуси што се тука и би требало да се затвори. Меѓутоа, ако е многу голем прстенот над сантим и пол и така, за тоа ги нарачуваме на следење овие дечиња. Значи не брзаме со работа, него само за следење. Така. Овдека апсолутна индикација, како што кажа мајката, е само доколку се вклешти. Меѓутоа, ова вклештување, убаво и напиша колегата кај што била, се предпоставам колега, сега имам и нови колешки млади, така да е репонибилна, значи се враќа и многу ретко имаме вклештување на овие хернии. Јас 20 години сум на клиника за детска хирургија, само една досега сме работеле, вклештена умбиликална хернија. Доста ретка компликација. За разлика од препонските хернии. Имаме гледачи на линија, да ги вклучиме, па ќе продолжиме со препонските хернии, со начинот на кој што се третираат оперативно. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. За истото прашање. Имам бебе, 2 месеца, има папочна кила и сега точно ме интересира, горе-долу го кажа докторката одговорот, меѓутоа станува збор за поголем дефект. Го носев на лекар, го виде докторот, има папочна кила, е поголема и најверојатно ќе треба оперативен зафат негде на есен. Мене ме интересира зошто кога беше установено дека треба оперативен зафат, се чека на есен, затоа што дефектот е малку и непријатен за око. Така. Ви благодарам. Ви благодарам вам. Јас колку разбрав е детенцето 2 месеца. 2 месеца, така. 2 месеца, меѓутоа тоа е многу мало. Зошто? Затоа што прво ризикот од анестезија и ние многу голем. Сепак ова е детенце, 2 месеца, зборим, осем ако немаме апсолутна индикација за работа, значи животно загрозувачка, овие деца не ги ставаме на оперативна маса. Зошто? Затоа што прво хепарот не јетрата, црниот дроб што го вика народ, не е доволно созря, детето е се уште во таа нели фаза на акомодација на надворешен живот и ние да го ставиме на тие анестетици под општа анестезија, затоа што е навистина тешко. Не знам се дали се работи за умбиликална или епигастрална, тоа е многу поретка хернија, тие ги работиме многу побрзо, за разлика од умбиликалните, меѓутоа убаво и кажале, никогаш не брзаме, осем ако не е вклештена. Минимум чекаме бар 6 месеци, што кажа мајката дека е поголема, па дури за поголема некогаш толерираме ако се затвара. Правиме контролни, кога ќе дојдат луѓето на контрола, правиме контролни ехо прегледи и таму ги мериме. Разбирате колку е дефектот. Ако почнува да се намалува тој дефект на прстенот, тогаш ние ги одложуваме оперативните захвати. Така. Оставате простор да се причека и да се види можност дали ќе се затвори само од себе. Затоа што нашиот рез, нели оперативниот е веќе за цел живот. Колку е помало, веќе тоа е подруго. И така, меѓутоа, доколку се разбира, нема никаква тегоба. Имаме уште еден гледач кој што сака да постави прашање на денешната тема. Добар ден. Добар ден. Повелете.
се јавам, вака поздрав емисијата, да ја гледаме, баш ми е криво што пола час трае, треба подолго да трае. Да, повеќето гледачи реагира токму за тоа. Ке разгледаме можноста. Да, поздрави докторката, многу е мила и фина. Имам керкичка од 5 години, уште од бебе се роди со папочна кила, но се уште не се повлече. Не сме користеле такви прстен, тие парички, како се вика, ништо тоа. Но не и се повлече, обично кога има напрегање на сомешето и се појавува над папочето горе како топче. Така. Над папочето. Над папочето? Да, над папочето е тоа. Умбиликална. Да, и сега кога беше помало околу година, бевме на контрола и ми рекла дека ако не се повлече, ќе треба да се прави оперативен зафат, но еве се уште не сум била, па ме интересира дали треба да се дојде која возраст е најдобро за операција да се прави и дали ќе се повлече самото со себе или нема. Ви благодарам што се јавивте, што се вклучивте во програма. Ова, вие што го спомнавте сега, дали е над папочето, дали е папочето, сепак повелете, дојдете кај нас да ја видиме, меѓутоа ако е над папочето, тие хернички више се работат. Меѓутоа, самата умбиликална хернија, тоа е друг вид, епигастрална и така натаму, тие се работат. Затоа нека повели господјата, веќе е 5 годинки детенцето, да го видиме и ќе направиме проценка. Така, веќе тоа е горна граница, предпоставувам дека горната граница, веќе 4-5, па некогаш да ви кажам и до 6 години толерираме да може да се затвори. Меѓутоа, ова 5 години не се затвора, а предпоставувам самата мајка кажа над папокот е така да може да е епигастрална, која е многу поретка, меѓутоа ова е веќе за работа ако е епигастрална. Додека не го видиме детенцето, нели да така. Кога сме веќе кај папочата кила, некои родители имаат дилема дека начинот на кој што се пресекува на самото породување папочата врвца има улога дали ќе се појави херни или не, ги обвинуваат штипките кои што сега ги користат. Има ли тоа основа? Не, тоа нема врска, тоа е во самата ембриологија на развојот, нели на интраутериниот развој на детенцето, почнува некаде 8-10 седмица гестациска, да не должиме во таа ембриологија, кога се враќа цревото во стомачето, па нели се затвара перитониумот, стомачниот зид и така натаму. Зошто настанува точно кај некои деца, немаме податок, меѓутоа, значи тоа е се во ембриологијата и хистологијата на развојот на детенцето. И сега што сакам да го кажам, убаво спомнавте вие папочна врвца, често ни се случува да доаѓаат папочна штипка. Так, штипка. Нели, да. Често ни се случува да дојдат дечиња со грануломи. Тоа е со честа патологија веќе кога сме кај умбиликалните хернии. Грануломчето е како еден вид на ткиво, како полипче обично што нели се појавува кај возрастните. И за тоа доаѓаат покрај умбиликалната хернија во таа патологија на папок и така натаму. Чисто би советувала само да ние, како им кажуваме на родителите, тие го гориме со лапис ако е површно, значи со сребро нитрат и го гориме, значи само за да не крвари, за да не при инфекции, влажат папчињата, влажат. Да, влажат папчињата. Понекогаш знаат дури да имаат непријатен мирис затоа што се развиваат бактерии. Затворено е папоке. Така. Да. И нели покрај таа хигиена го гориме со лапис. Ретко се случува да ние само обично, например, го извадиме, тоа не е големо, меѓутоа, со еден пеан го подврземе крвниот сат и веќе го решиме проблемот. Меѓутоа, сакам да кажам дека доколку се појави ова, сепак родителите да поминат кај нас на клиниката за детска хирургија, затоа што тоа може да крие позади некои други заболувања. Например, да имаме остаток, ние го викаме дуктус омфалоентерикус, цревото да биде споено со папчето, па тука да ни тече некогаш измет од фекалните маси или од детенцето, или да биде поврзано со бешика, па да не имаме урина на папчето. Значи, секогаш ако нешто забележат од таа патологија, да дојдат кај нас. Така. Имаме повторно гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во програма сте. Дали се слушаме? Да, добар ден. Да, ве слушаме во програма. Повелете, кој е вашето прашање? Моето прашање е за не е падната папочната врвка. Месец и 20 дена е бебето, папочната врвка не му е падната. Така, се уште не е испаднато тоа сувото делче од папчето. Тоа треба да преземе. Така. Дали треба да се интервенира во ваков случај? Се уште нека дојде слободно. Еве, јас сум во среда во амбуланта, нека помине, ќе го видиме, можеби тоа веќе тромбозирани се тие крвни садови, меѓутоа треба да се извади за да не поддржува инфекција. Така. Да.
Ништо страшно. Да се навратиме повторно на проблемите со хернијата. Кажете ми, дали бебињата кои што имаат папочна кила, дали тие имаат некакви болки, дали имаат некакви симптоми или пак тоа е карактеристика само за препонската кила? Обично немаат. Например, додека се помали, ние не можеме нели во таа дојначка возраст да кажеме, меѓутоа сепак они плачат ако имаат тегоби така. Инаку умбиликалната хернија им смета само кога нели плачат, кога се какаат, кога се лутат, што викаме ние, така да тоа си пролабира на местото на умбиликусот, односно на папокот, меѓутоа не би требало доколку е мала, освен збориме за инкарцератот, нели? Тоа е веќе посебен ентитет кога се вклештува самата кила. Тогаш веќе имаме состојба на илиус со повраќање, немаме столица, тоа детенце му се дуе стомачето, они нон-стоп плачат и така. Викам, некојаш и родителот самиот не знае дека има херниичка детето и кој ќе го соблече, кој ќе види кога плаче подолго време, ќе ја забележи хернијата. Да го вклучиме и следниот гледач во програма. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до вашата емисија. Ви благодарам. Сакав докторката да ја прашам, значи имам 8 годишно машко дете. Тој веќе еднаш е опериран од хидроцелен тестис. Но се забележуваат и во другиот тестис не е добро спуштен. Значи понекогаш е спуштен, понекогаш се повлекува. Значи често може да се повлекува. Дали е значи е време да се реагира и на тоа или може да се почека? Зашто вика докторите дека само ќе се спушти, ама веќе не е баш како што треба спуштена место. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Така, ова е типот, малку, не е друга тема, но крипторхизам, крипторхизам, меѓутоа не можеме да го крстиме како крипторхизам или скриен тестис, затоа што самата мајка кажа понекогаш се спушта, понекогаш не. Ние го викаме тоа ако се работи, или сепак не можеме напаме да збориме за јојо тестис, односно јојо ефект има самиот тестис на детенцето, меѓутоа 8 години е веќе помината границата ако треба да се интервенира хирушки, затоа што според новите стандарди на Светската здравствена организација, да ги кажам, тие се некаде после годинка и пол. Така, што порано? Штом тестисот го добива и се спушта во скротумот, односно се качува во ингвиналната регија, треба и да го видиме, веројатно колегите кога кажале дека ќе се спушти, ние чекаме и малку пубертет. Ако го доволно тестисот го добиеме во скротумот, или со феноменот на молзење од ингвинум, и го добиеме во скротумот и тој останува кога ние нашите раце ќе ги пуштиме, тогаш немаме индикација за работа, хирушка интервенција збориме. Меѓутоа, ако истиот си бега, тогаш веќе имаме индикација за хирушка интервенција. Затоа некојаш, например, и родителите ги закажуваме за да ги видиме. Сепак тој преглед кај нас е, разбирате, 2-3 минути. И сега треба да пристапиме во еден контакт со детето, нели, со родителот. Сепак, кој ќе се каже хирург е малку тешко, да бидам искрена, нели, па ние не дојдовме за операција и така, меѓутоа тоа ни е работата. Значи мораме да го нарачаме уште еднашка за да тоа дете се ослободи, за да види дека ништо страшно не е прегледот и така, навистина не е болен. Со еден контакт краток, па не гушкаат на крај. И убаво, многу. Колку убаво така, кога ќе заврши прегледот со гушкање. Имам уште едно прашање од гледач, да го слушнеме. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Ало. Да, ве слушаме во програма, сте, повелете. Ако се да ќе ме уклучите овде кај докторка, ја чекам ништо. Не знам, јас не слушнав, не можам да слушнам што точно се работи, може да се вклучи гледачот. Намалете го телевизорот и зборувајте во слушалка, поставете го вашето прашање на таков начин. Јас сум намалио телевизор. Значи само ве поставете го прашањето, ве слушаме. Ја нисам мал, јас сум одрастен. Јас сум оперисан на оба две стране од хенрија. И прошле години сам оперисан на пупак, пупчано имаше. И сега ми се после годину дена гледам пак да е био рез на пупак, поново прави као. Така, значи ви се повторил проблемот, ви благодарам што се вклучивте. Ние денеска имаме педиатриски. Добро. Само да го советуваме, нели, господинот да се јави на клиниката за абдоминална хирургија, затоа што кај постари лица се работи за атрофија на мускулатурата и толку не знам што е работено. Може да е ставана мрежичка, може да не е ставана и така натаму, затоа да се види што е како е работено и да се јави на клиника за абдоминална хирургија.
затоа што може да е рецидив, што навистина е ретко, од 1 до 2% во детската популација, не го споменавме, нели повторно да се појави хернија на оперираното место, меѓутоа кај возрастни знае се, не знам човекот колку е нели стар и сето тоа, заради атрофија на мускулатурата може да се појави повторно хернија. Кога зборуваме за оперативен зафат, кога е неопходен во детска возраст оперативен зафат пред се на препонската килона, како што споменавте, доколку дојде компликации, кај папочата некога се прави, колку е сложен целиот, колку е сложена операцијата? Еве споменавте ризикот анестезија, значи сепак децата треба да исполнат одредени критериуми за да може да бидат оперирани. Прво да ви кажам дека во елективна, ако не е инкарцерирана, нели си ги закажуваме во елективна програма овие дечиња и да ви кажам сигурно од 7-8 колку што имаме денеска, нели во двете сали да кажеме работа на хирургија, сигурно 20 до 30 хернии ингвинални. Ризикот е минимален во однос на нашите анестезиолози, во однос на нашите хирурзи, можам да кажам, доколку се работи за елективна, меѓутоа и за хитната патологија, меѓутоа сето тоа си бара многу внимание, многу, како да ви кажам, пипава работа, разбирате, некош мораме да работиме и со лупи, за да го одвоиме дуктусот, за да ја подврземе хернијата, па знае таа киличка, колку е помало детенцето, толку е помала, како целофанчи, ние сега треба да ги доближиме сите тие, да ги склопиме и да сето тоа го вратиме, меѓутоа цревото да биде витално. Значи во денешни услови навистина убаво се работи. Кај нас и ви викам со нашите врвни анестезиолози и хирурзи немаме компликации речис и да немаме. Сега, нели, секој час на исклучоци, меѓутоа секаде постои во литературата се опишани компликациите како хируршки компликации на ингвинална хернија. А колку трае постоперативното опоравување кај децата? Да, денеска ако ги сработиме, ние си ги закажуваме елективно. Например, за прием, нели ги имаме закажано, да кажеме, јас сум среда амбуланта, ги имаме среда, четврток ги работиме, петокот утрото ги пуштаме. Така, значи следниот ден? Да, следниот ден. Сакав да кажем и уште нешто не споменавме, меѓутоа почнавме да работиме лапароскопска хернија кај девојчиња, што навистина е многу интересно, многу така да кажеме джентли што би рекле. Дали тука помал резот? Не, да, речи си да нема, тоа е само трокарчето едно како конче. На папчето и доле кај ова. Значи само како конче да разбирате едно конче, толку кратко. Меѓутоа и за ингвиналните хернии кај машки кај женски резот е 3 до 4 сантима, па го правиме инвертно, шиеме така да се познава само како една линија и естетиката секогаш не била за овие, бар за дечиња, затоа што ги чека иден живот, бар квалитетен живот, нели да понудиме. А имат ли болки после тоа, се случува или да плачат? Нашите или немаат проблем ке станат утре дента и срекни се што може да си одат? Така, обавезно ни доаѓаат анестезиолозите, некогаш даваат и каудал, за да биде тој ден, например, обезболено детето, а утре дента вие не може да ги познаете, шетаат по ходниците, ги прибираме, тоа боси си трчкаат, си собираат балончиња и така. И само уште едно прашање за крај, дали некогаш се случува и ве споменавте да се врати, од што зависи, дали ќе се повтори проблемот или не? Мислите за да се повтори килата? Да се повтори килата, да. Зависност како е работено. Обично килите што ни се вклештени тогаш ни дават затоа што има многу голем оток, меѓутоа досега ние многу малку сме работели. Обично мислам настрана секаде што немаме детски хирурзи, меѓутоа кај нас многу малку, викаме 1 до 2%. Доктор Соколова, ви благодарам што бевте денеска гостинка во Нулен Плюс, на вистина на многу убав начин, родителите ги објаснивте сите аспекти поврзани со килата во детска возраст. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Се надевам и јас, пријатно. Така и само едно потсетување, денешна гостинка беше доктор Розета Соколова, детски хирург од Клиниката за детска хирургија во Скопје. Ви благодарам и вам што бевте наши гледачи, што не следевте со внимание. Се гледаме секој ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.